Со нов проект финансиран од УСАИД ке се развива туристичката понуда на Кокино, веб страна на локалитетот, видеоспот, аудио водич во форма на мобилна апликација, поставување на патокази, информативни табли и заштитни прегради за ранливите делови на обсерваторијата и оградување на локалитетот ќе овозможат Кокино да стане полесно достапно место и за македонските и за странските туристи. Уверена сум дека со реализираните активности на овој проект, како и изработената веб страница и видеоспот, како и аудио водичот во форма на мобилна апликација, како и со поставувањето на новите информативни табли и заштитното оградување на теренот, во иднина Кокино ќе стане подостапно за сите заинтересирани посетители од земјава и од странство, кои непречено ќе може да се движат низ локалитетот и да се запознаат со уникатноста на оваа мегалитска обсерваторија. Министерката посочи дека локалитетот Кокино е приоритет на владата на Република Македонија и веќе се реализира 4-годишниот проект Кокино македонски бренд кој ќе овозможи негова промоција. Мегалитската обсерваторија Кокино е единствена од овој тип, затоа што не е само астрономски локалитет, туку и археолошки, каде што досега се пронајдени бројни артефакти кои говорат за постоењето на живот и цивилизација на ова место, уште во железната доба, а со тоа и почеток на борбата со хоризонтот. Денес повторно се бориме, но не го калкулираме изгревањето на сонцето со надеж дека ќе успееме да предвидиме плодната година, туку се бориме на глобално ниво да мапираме Македонија како единствена и една дестинација која нуди несекојдневни форми на туризам и живење. Според Мајкл Стиватер, директор на Канцеларијата за развој на УСАИД во Македонија, Кокино како една од најстарите обсерватории од тој тип во светот има потенцијал да привлече туристи.